civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден и добре дојдовте во Гевгелија, а ние добре најдовме во Гевгелија нашите прекрасни домаќини кои денеска ќе се дружат со нас на она голема тема која започнавме некаде на почетокот на оваа година, а тоа е темата која од година во година Цивил ја отвора, но никогаш не ја затвора, се разбира, а тоа е зеленото општество за сите. Како што може да забележат нашите сограѓанки и сограѓани, Зелено општество за сите е наслов на проект кој ние го спроведуваме во партнерство со фондацијата Хайнрих Бел од Германија, асоцира на една голема определба, стратешка определба на нашата земја, на нашето општество, која стана и владина стратегија под името Едно општество за сите. Ние го презедовме тој начин на размислување, бидејќи со години наназад, можеби од самиот почеток на формирањето на организацијата, зелените вредности се составен дел од она што ние го работиме како Организација за човекови права и слободи. Тоа што нам ни е многу важно денеска да дознаеме е во пресрет на локалните избори да поразговараме со двајца од четворицата кандидати за градоначалник во локалните избори и да дознаеме одговори на неколку прашања кои се однесуваат токму на големиот конгломерат на зелените вредности. Да појаснам уште еднаш, како да не сме кажале до сега, зелените вредности не подразбираат само грижа за животната средина. Зелените вредности во Европа и во светот подразбираат грижа пред се за човековото достоинство, човековите права и слободи, социјална, но и еколошка правда и низа други работи, низа други изрази и низа други политики и практики кои ние ги гледаме, на кои сведочиме, а се обидуваме и да ги примениме во нашата политика, во нашето општество. Тоа подразбира низа вредности кои ќе забележите дека се поклопуваат во многу сектори и со она што ние го нарекуваме европски вредности. Затоа имаме три прашања кои ќе се однесуваат, се разбира, на зелените вредности, а потоа ќе имаме уште две прашања кои се однесуваат на мултикултурализмот, почитувањето на различностите, антинационализмот и се разбира не помалку важната социјална правда. Јас би сакал да почнеме по тој редослед со најблискиот до мене, да ги представам, се разбира, и нашите гости, односно домаќини. Со нас е Виктор Петков од коалицијата Дом ЛДП, поточно движењето Одлучно за промени. Виктор Петков се надпреварува за позицијата градоначалник во оваа прекрасна општина, морам да кажам, и се разбира со нас е актуелниот градоначалник и воедно и кандидат за градоначалник на одредовите на СДСМ, Сашко Поцков, кој е сега и се уште градоначалник и се надпреварува за оваа позиција и во следниот мандат. Јас би започнал со овој редослед да му дадеме предност на господин Петков. Господин Петков, дали, како и за кои зелени вредности се залагате вие ќе се залагате или се залагате и сега во овој надпревар, изборен надпревар за локалната власт? Прво, здраво на сите. Драго ми што учествувам на оваа современа дебата. Сите знаеме колку се сите развои во цел свет и како во техничкиот дел, така и во културолошкиот дел, што значи сега сме во еден дел кој доаѓа времето. Вашиот увод беше доста обемен и ја мислам доста од одговорот дадовте основни интенции во смисол што тоа значи за нас и за идните поколенија. Во суштина, овие вредности кои вие ги напомонивте се цивилизацијски вредности. Најважното во тоа што се тоа цивилизацијски вредности кои ние мораме
како што досега сите цивилизации се ги приминували и прифаќале нивните вредности во даден историски момент, така и ние. Само со таа разлика што нашиот историски момент е далеку посложен него што било претходно. Така да во таква констелација се променија многу работи, значи самото искористување на природата е веќе многу интензивно и многу масовно, што значи автоматски произведува далеку повеќе конфликти и проблеми во ускладување на сите тие ресурси, во нивно манипулирање и нивно евентуално одлагање или рециклирање. Во случајот, ја по тоа ги подразбирам, под еден го кажав цивилизацијски вредности, под два би кажал дека е технолошкиот развој изискува нови материјали и материјалите во далеку помасовна продукција, као второ, исто многу важно во ова работа. Трето би кажал кружното користење на сите ресурси, која е сега интенција не само на нас и на Европската унија и на сите развиени земји во светот, во интерес на природата и на граѓаните, затоа што ние сме дел од природата. Трета работа која би ја кажала, тоа е концепт за одржлив развој. Имаше една теорија, една дискусија околу тој одржлив развој и ние сите го кажуваме као одржлив развој, а во суштина тој се однесува за иден развој. Затоа што ние ако направиме грешка во случајот, правиме грешка за идните генерации. Одржлив развој се однесува за нас, али грешките се однесуваат и за наредни генерации. Затоа потенцирам дека тој одржлив развој се однесува многу повеќе на еднината него на сегашност. Наредна точка која би ја потенцирал е концепт за зелен раст кој го спроведува Европска унија, а ние сите знаеме дека нашите интенции и нашите желби и нашите барања се да бидеме дел од таа групација која е високо софистицирана во овој дел и ние, како и секој паметен човек, нормално треба да ги следиме и припатиме таквите современи тековини кои ги воведуваат развиените земји начело со Европска унија. Европска унија, значи, ние разговараме овде за 100.000 евра, Европска унија сами знаеме дека е пазар од пола милиарди луѓе и дека тие таму вложуваат, бројат 9 милиарди, 10 милиарди и така натаму милиарди евра, кои се колку значи во цената ова што ние го правиме муабет се гледа према издвојувањето на средствата, што значи тоа многу им значи нив за квалитетот на животот на Европска унија, кај што и ние ќе бидеме утре задутре дел. И последната точка која би ја кажала, тоа е покривање сето тоа со закони и нормативи да нашите луѓе да можат да го спроведат. Сега во ова би додал дека тука се битни едукацијата, тука е битно односно самото почнување уште од градинка да влезе да секој ги ја разбере потребата и целисходноста и квалитетот на живот кој го возможува ваквата зелена програма. Ова кажав генерално како мислам за сите тие работи, сега би спомнал некои работи за Гевгелија, кои што се веќе типични и конкретни за Гевгелија. Конкретни за Гевгелијска општина, како што ја ценам и нашата партија и дом исто така, сметаме дека е број еден вкупната заштита на планината Кожув, која нас не е дар Божи до нас е, и ние треба најпрво да си почнеме од нашиот двор, што значи ние треба да се секираме сериозно за планината Кожув. Тан е извор и на вода, и на воздух, и на клима и храна за општината. Втора работа, што треба да припазиме една богатството на биодиверзитет, да му кажеме фала на Господ, што ги имаме такво богатство на биодиверзитет во Гевгелиско. Тоа баа ги работа во слично собирање на податоци, тоа е мултидисциплинарна област која треба и биолози, и социолози, и други да испитаат, да најдеме начин што е тоа што ние имаме во планината, а што е тоа што немаме, што тоа се одржава, што тоа се губи. Понатаму, што е исто битно, користење на геотермалната енергија која ние имаме во близината на Гевгелија, бара големи инвестиции за да се користи повеќе, делумно се користи, али далеко сме од тоа колку ќе се нашите потенцијали. Понатаму Гевгелија и во самото знаме на Македонија секаде постои сонцето. Ние имаме преку 250
денови во годината сонце, што значи таа ни е дар Божи исто како и Кожо планина, што треба да се искористи максимално. Денесната технологија тоа го овозможува и ние треба да најдеме начин како да тоа го спроведеме како во рамки на општината, така и во рамки на секое граѓанство, на сите граѓани и сите домаќинства. Наредна некоја која ни е исто битно е браната на, веќе имаме ние започнато брана, која брана ќе има после неа планиране со хидроенергија. За таа хидроенергија има баги дискусија, затоа што браната и хидроенергијата и биодиверзитетот малку имаат одреден конфликт меѓу себе, али имаме време околу тоа да се дискутира, да викнеме специјалисти, да експерти малку повеќе да разговараме за таа точка. За енергијата на ветерот не треба посебно да збориме, Гевгелија исто така, значи поменав 3-4 дара Божји имаме што ние треба да си ги искористиме, а се во контекст на сите инвестиции кои ги дава Европска унија, кои ги заговара сите интенции, да ние тие ги искористиме. За разлика од некои други подрачи, Гевгелија ги има и ние сакаме тие да ги искористиме во максимално можна количина. Понатаму би спомнал исто така као последно и предпоследно во сушност која ни е битно за Гевгелија, тоа е интерконекторот за газ кој доаѓа од соседна Грција, така е проекцијата, и тој интерконектор за газ сите знаеме што може да предонесе и како да подонесе, не економски, него чисто за гасови, да нема емисија, за чиста средина, чиста екологија, што е интенција на целата ова дискусија. Што значи тој е гориво кое не загадува. И затоа сите се борат, освен економската, поважна му е еколошката придобивка од таквиот газ. И последно, што би го кажал, али не е последно позначно, него за Гевгелија може и меѓу првите, а тоа е заштита на земјоделското земјиште и подземните води од прекомерно користење на пестициди и хербициди. На времето тоа било, знаеме овие што памтат повеќе, во Југославија тоа беше масовно, као тогаш беше модерно, сега не е толку модерно, него сега е обратно, затоа што видовме дека природата е меѓу себе многу зависна и ако вие употребите овде пестицид и хербицид, има 5 нус негативни појави, што сега веќе и современите производувачи на таквите ги редуцираат и ги прават какви што треба. Значи, тие се главните работи Гевгелија што треба да ги направи и главните интенции во светски рамки кои еве во кратки црти успеав да Јас се надевам дека ќе имаме доволно време во терминот кој го обезбедивме за ова дебата и ќе поставам неколку слободно, но секако уште две кратки поенти, на некој начин ви даваме вам предност, бидејќи вие сте тие што се тркаат за ова позиција и фере да ви дадеме малку предност, па и малку повеќе време да ги кажете вашите идеи и планови. Секако и затоа што имаме само двајца учесници, бидејќи третиот кој прво се согласил да дојде, но во последен момент се откажал, колку што знам, значајно гледам и кон екипата за да двајца се откажале, значи четворица требало да има, баш сите четворица, меѓутоа двајца се откажале во текот на вчерашниот ден, така? Па така што имаме се малку повеќе време да си ги објасниме идеите, да се прашаме, може би допълнително нешто. Поведете, господин Поцков, истото прашање за вас. Дали, како и за кои зелени вредности ќе се залагате вие доколку дојдете повтор пат како градоначалник на ова убава општина? Благодарам пред се за поканата за да има можност да учествувам во емисијата. Јас би рекол дека и во 2017 година настапив со агендата Модерна, зелена и европска Гевгелија, препознавајќи ја таа нишка зелена Гевгелија, и тогаш ги освоив со мојата програма, значи победив на изборите и моите залагања за зелена Гевгелија беа уште тогаш познати. Мандатот што сега го барам е да ги завршам отпочнатите проекти
токму во дел од таа област. Уште од самото мое доаѓање на функцијата градоначалник, кажав дека моите залагања ќе бидат за одржлив економско-еколошки развој. Што значи тоа? Тоа значи не екологијата на штета на економијата и не економијата на штета на екологијата. И тоа изминатите 4 години го докажа во пракса. Имаше многу иницијативи, пред тоа имаше и референдуми во Гевгелија за отварање на рудници, други иницијативи кои ги носевме на Советот на општина Гевгелија, каде што секој пат дававме предност на зелената агенда. Меѓутоа рековме дека зелената агенда не значи само стрикно зеленило во градот. Значи, 21 век, уште на крајот на 20 век е кажано дека 21 век е век на борба за квалитет на живот. Ако во 90-тите години во Македонија беше актуелно дали ќе има плата на први или нема да има плата, дали фирмите ќе одат стечај или не во период на транзиција, веќе тоа е минато време и 21 век е век на квалитет на живот кај што треба да се овозможат сите овие предуслови за квалитетен живот на сите граѓани на Република Северна Македонија. Гевгелија ги направи сите 3 крупни капитални инвестициони проекти кои беа претходно започнати, меѓутоа во мое време мандат 2017-2021 финишира. Тоа имаме нова прочистителна станица, нова времена депонија и нов водовод, необременен со арсен, со присуство на арсен во водата. И тоа ја прави најпримамлива, меѓу најпримамливите, не би рекол најпримамлива, меѓу најпримамливите општини за инвестирање во Македонија. Така да бенефитот од сите овие 3 крупни инвестиции треба да го очекуваме во иднина. И штета е што во март месец 2020 година зафати период на ковид, кој беше непредвидлива ситуација за сите, го одвлекува вниманието на странските инвеститори кои веќе најавија доаѓање и нудење на инвестиции во Гевгелија. И очекувам, значи, и затоа ја барам поддршката од граѓаните за вториот мандат, бидејќи настапувам со истата агенда, модерна, зелена и европска Гевгелија, не е ништо променето од 2017 година. Очекувам, значи, да ги заокружам веќе започнатите процеси и сето тоа да се заокружи со отварање и на тир зоната, кај што треба да се заокружи сиот локален економски развој, за Гевгелија да може да се добијат, да се отворат нови работни места и за да ги задржиме младите, да немаат илузии или желби да заминуваат во странство, него да остануваат тука, бидејќи битката за секој работно место ќе биде и отварањето на нови работни места во тир зоните ќе биде не за некои ниски плати, него политиката на оваа централна власт е отварање на нови работни места за повисоки и солидни плати. Благодарам за концизниот и конкретен одговор. Се разбира, сите овие планови и идеи кои вие ги кажавте овде, неминовно водат кон прашањето за социјалната правда. Во сите овие сфери кои ги начнавте во вашите одговори, постои потребата да се почитува социјалната правда, се што подразбира таа социјална правда, почнувајќи од образованието и здравството до почитувањето на работничките права, на условите за работа, да се разбира во контекст на нашиот проект и на нашите основни заложби како организација, а очигледно и ваши, би било добро да слушнеме кои се решенијата во тој домен, имајќи секако предвид, господин Поцков и порано има кажано дека децентрализацијата е процес кој се уште во тек и далеко од завршен, имајќи предвид се разбира ингеренциите кои ги има локалната самоуправа во доменот на спроведување на социјалната правда.
се разбира тие области што ги споменав, се само еден дел од тоа што подразбира социјалната правда и се разбира можете да зборувате и за други аспекти на тоа. Повелете, вие господин први. Па види, овој дел исто така е есенцијален, битен за секој човек, за секој граѓанин и по мене е императив за успешен, мирен, просперитетен соживот. Фактички целта и желбата на секој наш граѓанин да тоа го постигне. Што значи, не смее да има никакво двоање, напротив, треба да има помагање на таквите групи, малцински групи, ранливи категории и други, кои ние како општина треба да не бидат приоритет, затоа што за обичните граѓани правилата што важат е полесно да ги спроведат и да ги реализират во дело, додека за овие други категории на кои треба да помагаме е далеко им е потешко. Значи, еднаквоста во сите домени на општественото живење, почнувајќи од полта, возраста, убедување, културолошко, верско и така натаму, треба да ни биде основа за заеднички живот. Таквите културни вредности, кои ја би ги спомнал, ние имаме традиција, уште од поранешна Југославија, на жалост, од X причини знаеме тој дел како заврши, али па ја знам позитивни примери во светот, например Канада, каде што сум бил неколку пати и каде што доколку вие пробате да направите некоја разлика измеѓу тие сите можни категории, кои знаеме и малцински групи така натаму, ве гледаат сите со црни очи, како да сте вие отпаднале од Марс и едноставно не можат да разберат дека ние воопшто се уште живееме во тој свет кај што правиме разлика во таквите различни групи. Девијациите се јавуваат во сите земји. Ако збориме, ова е дел што го кажувам позитивниот, али ако ги гледаме и негативните ствари, ќе видиме дека постојат девијации во ова што го поменав во еднаквоста на сите луѓе, во еднакви можности, еднакви услови и за завработување, и за движење, и за така натаму. Значи, сите тие девијации кои постојат, ние мора да заедно работиме, да ги отстраниме, да на луѓето му се направи еден пристоен живот. Неправдите во поглед на економските и социјалните права на поединци се должат на X причини. Значи, ние сме релативно сиромашна земја и не можеме така брзо да реагираме како што е спомнав Канада, али тоа не значи дека ние не треба да работиме на тоа, напротив, треба да работиме со уште поголемо темпо. Ние сме се уште релативно затворена земја, не сме во групација како што се од другите развиени земји. Збориме за Европска унија, збориме за Канада, збориме за Австралија и така натаму. Нашите комши исто така се веќе во групации, во економска групација која многу повеќе им помогнува да овие проблеми ги решават. Значи, тука спомнувам Бугарија, тука спомнувам Грција. Ние имаме исчекор во придружно членство, исчекор има и Албанија, исчекор има и Србија, така да очекувам дека овој дел, како што е географски припаѓа на Европа, така да припаѓа и културолошки во овој домен да тоа функционира како треба. И на крај, мислам, имам уште неколку работи околу ова да кажам, по мене треба еден континуирана активност, освен девијации и тие, него треба да мислиме и на иднината, што значи треба да ги предвидуваме тие процеси и во таквите процеси да вметнуваме решенија, да не дојде до такви конфликти. Посебно внимание треба да придадеме на некои ептем загрозени, да кажем, групации, кои за среќа во Гевгелија ги нема толку. Пример, знаеме, ние во Македонија има групации кои што нема дозволува да оде на училиште, или ги мажат, што ја знам, на 14 години, па некои работи што не се во како што треба, согласно светските стандарди, треба се бориме и кон тоа. Гевгелија ги нема таквите, ги нема во поголем процент, таквите аномалии, али тоа исто не тера да ние бидеме будни. Тие се тие работи што можам да ги вметнам, да ги објаснам околу оваа работа и на крај би кажал дека
Потребна е понатамошна константна активност на ова поле, реформи и усовршување на системот на социјална и здравствена заштита, затоа што тоа никогаш не е доста. Образовниот систем исто така за добивање на еднаков пристап на сите, за сите добри услуги кои државата ги обезбедува, а стои одобрување на нивниот квалитет на живот, посебно во вработувањето. Вие поменавте дека во овој домен спаѓа и образованието, што се сложува, значи треба да сите имаат еднакво право и сите да можат да тоа го користат. Во суштина таквата еднаквост е постоела, постои и ние треба да се бориме и понатамо да се остварува на највисоко можно ниво. Отварате многу убави теми, многу убави идеи, се разбира ова би можело да трае многу подолго, но секако дека сме ограничени со некои правила и во продукцијата. Господин Поцков, истото прашање и за вас. Како, на кој начин вие, сега имајќи и ова претходно искуство, ќе се залагате и понатаму во овој домен, социјалната правда, во општински рамки, како што ги споменав и претходно, во рамките на можностите и ограничувањата на авторитетот, односно областувањата на општината. Знаете дека јас сум еден градначалниците во мандатот 2017-2021 кој јавно зборев за поголем степен на децентрализација, пред се сметајќи дека и Центарот за социјални работи во Гевгелија или треба да биде под општинско раководење, од проста причина што најдобро ги знаеме состојбите во градот на нашите сограѓани. Се надевам дека во иднина процес на децентрализација ќе следува и е веќе најавен и дека најпрво што ќе премине под ингеренција на општината ќе бидат давањето на социјалните услуги и испорачување на социјалните пакети и сето тоа што е пропишано со закон. Меѓутоа, имајќи ги в предвид и ваквите ограничени можности на општината, јас имам доста средби со граѓаните кои бараат вработување, кои бараат социјални средства. Сепак се трудиме во рамките на тоа што може и е во надлежност на општината да бидеме колку што можеме не проактивни, него навистина активни. Во рамките на буџетот на општина Гевгелија постои програма за социјална заштита на населението, која е во висина од 3,5 милиона денари, или ако сакате во процент од основниот буџет е некаде околу 2% од основниот буџет, што не е и така за занемарување. Субвенционираме комунални услуги на ранливи категории граѓани, субвенционираме превоз на деца со посебни потреби до одење и враќање во училиштата. Значи, учествуваме на сите, исплаќаме исто така еднократна парична помош на лица кои не се вработени и кои имаат потреба за разни работи. И што е најбитно, учествуваме на сите повици на страните донатори кои се за оваа цел. Така да, скоро рече секоја година имаме можност да користиме средства за вработување, за привремено вработување според програмите кои се распишени на невработени лица за извршување на дејности од областта на комуналните услуги за потребите на градот. Исто така имаме преку донатори обезбедено, странски донатори преку програма аплицирано, обезбедено средство за еден образовен асистент и за 4 асистенти за стари лица. Во моментот тече и имаме подпишано договор со Црвен крст Струмица за обука на 4 невработени лица од општина Гевгелија, за да може да се стекнат со лиценца, за да дават услуги на лице со посебни потреби. Така да за нас тоа се врвни приоритети во рамките на тоа што го работиме на ингеренциите кои ги имаме. И во план ние аплициравме за мал групен дом, тоа не е во план, во Министерството за труд и социјална политика, кај што ќе може да бидат сместени деца со посебни потреби. Така да можам да кажам дека општина Гевгелија во период додека
се уште сум градоначалник, не само што беше активна на тој план, него ветувам дека и во наредниот мандат, доколку победам на локалните избори, ќе го унапредам тоа и дека и буџетот на општинско ниво ќе биде зголемен. Благодарам. Полека одиме кон третото прашање, иако се разбира и од ова може да се излучат повеќе подпрашања. Третата голема тема која според стратегијата, според определбите на организацијата која представувам, е неделива од сите останати вредности, впрочем зелените вредности како и човековите права и слободи воопшто не може да се третираат парцијално една област да биде фаворизирана во однос на друга или пак сосема укината, туку тие се неделиви процеси, постапки, определби и ставови. Во таа смисла нашата определба за почитување на различностите во секоја смисла на зборот, а особено во доменот на мултикултуралност и мултикултурните вредности, богатството на различностите кои во едно општество постојат по сите основи, етничка, верска, културна, образовна, социјална, јазична и така натаму е еден од нашите императиви. Во таа смисла, господин Петков веќе на некој начин го начна одговорот и на ова прашање, меѓутоа, еве како вие ќе се залагате малку, еве, и во конкретна смисла на зборот, против тенденциите кои се, можеме да ги наречеме националистички, дискриминаторски, поларизирачки, односно како ќе се залагате за почитувањето на мултикултуралноста и на различностите, почитувањето на различностите. Повелете. Па, види се, враќаме на почетокот на разговорот, а тоа е современо општество, што значи новите тековини во цел свет се веќе прифатени и мултикултурализмот и вишенационалноста е веќе факт во цел свет. Глобализацијата, тоа процес го убрза под многу јако темпо, така да ја мислам дека тука имаме помош и од светско милје кое има веќе решение за таквата работа. Иначе ова прашање во Гевгелија е сериозно абсолвирано со години. Пак ја помнам, значи, традицијата уште од Југославија, која не изгради нас во такви личности кои до денес не правиме разлика, посебно во овој дел што го зборите околу различности во погледи, во нација, во вера и така натаму. Напротив, Југославија тај беше најголемата сила. Од X причини не се навраќам зашто и тоа така не постои, али Гевгелија тоа го има во своите гени, тоа функционира како што треба, така да немаме тука толку многу работа како во овие претходните сегменти кои ги кажавте. Мојата генерација и генерацијата после мене се пораснали во такво мултикултуролошко општество и до денес е тоа така. Дури и ние имаме конекции затоа што сме, можда и тоа е среќа, ние сме погранично место кај што тука поминуваат и грци, и македонци, и албанци, и сите можни нации, и различни групи на мањини, така натаму, така да сме далеку потолерантни, него некое затворено место која не е на комуникација и која се чуди да ако се појави друга личност и со други сваќања. Убедувањата на гевгеличани, еве да почнем од мене, се доста космополитски, во тој правец и ние сметаме дека нашата сила е баш во примање на сите тие разлики, да ги конципираме и во нашето општество, да добиеме бенефит и ние и тие другите, сите збориме заедништво, иако во Македонија тоа уште не функционира до тој степен до кој треба. Веројатно овие процеси на поделби
ќе терат, па ќе удрат од зид, па после ќе почне се враќат назад и ќе бидат таму кај што му е местото, а тоа е заедништвото. Заедничките интереси се тие што ќе не водат кон тоа заедничко решение, е сега околу како тоа да функционира во Македонија. Политичарите многу често тоа го спомнуваат и секако да е основно владење на правото. Ако тоа е концепирано во системот и системот ги предвидува сите тие исто се јавуваат аномалии и недостатоци, значи дека мора да се вметнат во законите и мора да имаме владење на правото, мора да имаме одговорност и мора да имаме трета работа што ја кажувам, односно е поврзана со заедништвото, тоа е солидарност. Што значи мора да имаме разбирање за другиот и доколку има потреба, дали ние према него или они према нас, да има одредена нота на солидарност. Понатаму уште еднаш па би го потенцирал тоа, да Гевгелија веќе нема човек што нема релации со сите други и различни луѓе од него, другите етникуми, кај што ние ги прифаќаме во целост таквите разлики и функционираме. Али оставам еве на крај да спомнам дека континуитетот ќе си продолжи и ја би се залагал да тој континуитет и ова што е сега до сега постигнато успех да си продолжи и да и биде уште еден степен погоре, ако е можно. Благодарам. Господин Поцков, истото прашање за вас, како и на кој начин вие ќе се залагате за едно општество за сите, кое при тоа велиме дека треба да биде и зелено општество за сите. На кој начин вие можете, или еве, бидејќи сте и актуелен градоначалник, да видиме и од вашето искуство до сега како изгледа, повелете? Да, јас тоа го правев во текот на мојот мандат и како човек сум хуманист и космополит и пограничното местоположбата на Гевгелија, компаративната предност за развивање на економијата е токму границата со Република соседна Грција. Незалудно е речено дека Гевгелија е портата наша кон Европа и така тој дух проявува со генерации. Првата железница е отворена тука 1870 некоја година, 150 години имаме железница, кај што има воз, таму има патници, таму има секакви контакти, така да мултикултурализмот е познат во Гевгелија. Во економијата мора да спомнам дека прави додатна вредност во локалната економија, бидејќи имаме од хотелите доста имаме странски инвестиции, топ менеджментот се странци кои живеат во Гевгелија и нормално го осеќаат секојдневието во Гевгелија и чувствуваат на своја кожа дали се некаде дискриминирани или не. Децата нивни одат во училишта, во градинки со децата од Гевгелија, така да ги пружиме сите услови и Гевгелија е позната како најтолерантен град. Во прилог на ова би го кажал само и референдумот кога беше за додавката на името заради Преспанскиот договор. Имаше Гевгелија, беше меѓу трите града со најголема излезеност и да не забораваме дека во нашата општина има околу 100 мешани бракови од другата страна на границата, со граѓани, жители од Република соседна Грција. Така да таа толерантност, таа историја заедничка на овие простори, компаративната предност, економските мотиви, сето тоа дават една слика да Гевгелија степената толеранција може би малку отскокнува од другите места во Македонија и едноставно нема се случува никаков инцидент на таа основа и не е предмет на нешто што обременува на било кој да биде присутен, макар еднодневно како турист или како стран инвеститор. Прашањето беше што е направено во период 2017-2021 година. Јас можам да кажам дека функционира одлично програмата за еднакви можности меѓу мажите и жените. И си има свој собствен буџет, си има своја собствена програма, се финансира од страна на Советот на општина Гевгелија и на мене како градоначалник и извршител на буџетот.
ги заекнуваме општинските капацитети за да ја следиме програмата на владата за еднакви можности меѓу младите и жените. Реализираме доста програми со невладините организации. Често држиме состаници со Советот за превенција, кај што зборуваме отворено за вакви теми кои се на еден начин на пиедесталот на тоа што може да го обремени поголем дел од граѓанството на општината и наоѓаме решение, така да со силата капацитет и слободно време општината, телата што се во општината за таа работа, како што реков, телото кој работи по програмата за еднакви можности на мажи и жени, невладините организации, сите заедно градиме стратегија за подобра Гевгелија и лично јас, значи, давам пример, ги осудувам сите вакви појави и кои се дешаваат на републичко ниво или на светско ниво, бидејќи без разлика на се живееме во ера на глобализација, ера на интернет, кај што се е достапно, меѓутоа мора да бидем искрен дека во минатите 4 години, во мојот 4-годишен мандат, немаше такви појави во Гевгелија и немаше потреба за некоја реакција или нешто друго, освен во почетокот на ковид кризата, кога првите заболени беа малку, имаше поделеност на луѓето во осуда, во други работи, меѓутоа кога тоа стана, се јавив со статус на ова, за да не се осудува никој, дека на секому тоа може да му се случи, дека секој може да биде потенцијален носител на вирусот, така да не треба да се реагира со осуди и дека да се остави здравството да се тера работата, а ние како институции, како кризен штаб да действуваме за да што помалку ги правиме можностите за создавање на нови кластери или во тогашното време да се носиме со сите појави кои ги бараше тогашното време и сериозноста која налагаше ковид ситуацијата. Во таа ситуација, дали во локалните институции, медиуми, граѓанки и граѓани ве послушаа, дали го следеа вашите насоки? Имавте ли проблеми? Мислам дека да, заради тоа што сепак сум градоначелник на општина Гевгелија и сум еден вид авторитет на функцијата која извршувам и сметам дека малку ставаше збор за избешени реакции и се бараше на некој начин вистинска страна, авторитетна страна која ќе ја соопшти вистината. И во тој случај проценив дека тоа треба да бидам јас и настапив со коментар. Јас би се вратил малку кај господин Петков. Вие немате искуство како градоначалник. Овде имаме актуелен градоначалник кој се кандидира за наредниот мандат. Со што мислите дека се одликува вашата програма во конкретни чекори, која ќе биде подобра од програмата на вашите противници, овде присутниот и другите што се овде? Со што можеби најмногу се истакнувате како кандидат во ова изборна трка? Мислите во домен на зеленото што збориме, екологија или во домен да се вкупува? Во домен на целата ваша програма, која сигурно имате конкретна Па видите, програма со конкретни ја би кажал едно 4-5 точки. Во случајот, прво би се залагал за департизација, која сите знаеме дека ни донесе големи проблеми и штети, за тоа што се сруши квалитетот. Сами знаеме дека партизацијата нема избор, него се става определени особи, кои партијата знаеме по кои критериуми, послушност, не, како да кажам, нивни активен во партијата и затоа мислам дека тоа делува негативно на сите процеси во Македонија. Вториот момент кој би го кажал, кој е различно, ние викаме одлучно за промени, затоа овие се тие промени кои ги изборам, да тие да кажете дека промени не се направени во времето на господин Петков. Промени се прават постоја, не можам да кажам дека не се направени, само се прават
козметички или суштински. Јас зборам за суштински промени, а секој ќе се каже за себе дека неговите се суштински. Знаеме дека козметички промени значи не се промени, значи ако Така. значи нема промени. Во тој контекст има, али не, ја мислам дека и народот не ги доби тие резултати кои ги очекуваше. Ја тоа не го кажувам само од моје име, јас сум и дел од народот, еве кажувте дека не сум градоначалник, или затоа сум постојано со народот и ги слушам, и малку со други уши ги слушам него што ги слуша градоначалникот, затоа што таму повеќе луѓето даваат поени, пофалби кај мене, не ги кажуваат, така да малку има поголема критична точка. Вториот дел кој би го кажал, тоа е директивите кои се спроведуваат, кои исто така не се резултат на граѓанските потреби, него се резултат на некои партиски којни. Тоа е втор дел. Третото што кажа... Да објасните во која смисла директиви на партиски? Па во смисол директивите ние имаме релација, треба да имаме релација граѓанин. Еве да кажам, треба да имаме релација граѓанин, градоначалник, граѓанин. Кај нас имаме граѓанин, партија, градоначалник, пак партија, пак градоначалник. И мислам дека тие еве во контекст на кружното што го збориме. Еве кажам во контекст на кружното движење на самото производство тековно во светот, кој што зелените опции го заговарат, они викаат да се скрати, да се направи помалце енергија, да се употреби, да се добие поголем резултат. Што значи ја мислам дека тие контакти и тие барања од граѓаните треба да дојдат на еден, дали преку некоја тело, не преку партија, дојдат директно во општината. И мислам ќе има повеќе резултати. Тоа е тој дел што како втор ми е битен. На кој начин мислите дека вие како градоначалник или како човек на движењето кој го застапувате во оваа изборна трка ќе гарантирате дека навистина ќе направите промени? Па ќе ти ви кажам веднаш. Значи, тука се работи веднаш изфрлување на невладените организации, да ги донесете на поголем пиедестал, и на поголем пиедестал треба да дојде бизнес заедницата, и на поголем пиедестал и многу други групи, помали и поголеми граѓани, кои такако може да кажат како да се усоврши градот. И ја мислам дека тоа може да биде навистина една промена позитивна за градот. Са секој ќе каже да и ние ги користиме тие, ние ги знаеме реално релациите како функционираат кај нас. Тука би кажал уште две точки, па пак вие покажете ги вашите. Може само побрзо бидејќи се ближи. Уште две точки, значи збориме за и трета точка која би ја кажал, која е многу битна, а тоа е рационализација. Рационализацијата бара со истите луѓе што постојат во општината да имаме поквалитетна услуга со помали вложувања и на крајот мора да имаме ефикасност и ефективност во сите тие работи. Тие ми беа едни круцијални неколку точки кои мислам дека ќе помогнат на градот. Уште една точка која е битна, а ја спомна колегата, во смисол дека децентрализацијата ни е исто така еден битен момент кој ќе влијае да народот се приближи да има самите средства да влијаат во општината, да општината биде да не биде толку зависна од партиски и државни Тоа го констатираме сите постојано. Така, да, можат, затоа што се јава еден судир. Ако вие имате, сега ние имаме големи донации за мислам дека и градоначалникот се бореше многу на таа тема, што е исправно. Ние имаме многу донации, кои донации влијаат на вашата зависност. Ако вие имате донации, како ќе работите после локална самоуправа? Добро, видите, и како држава ние имаме обврска потреба да бараме донации и Тоа е плюс. За жал на централно ниво многу Сега би ви кажам. Барем во минатото беше многу неуспешно, а сега во последно време релативно успешно. Ево да ви кажам. Ние во стопанството имаме редовни приходи, редовни расходи и кои се добро проектирани, планирани и не ни недостасува еден динар. Али тоа не значи дека не бараме можност за донации и субвенции. Али, ако добиеме тие донации, субвенции или други помошти од државата или од меѓународни организации, невладени организации, ние ќе ги рачунаме како вонреден приход. Значи, тој е вонреден приход, не како редовен.
за да си ги задоволиме основните функции, него као вораден кој ќе ни дозволи да се усовршиме, да иновираме некои процеси кои во редовна постапка не би можеле да ги имаме. Така и ова ја го ценам. Значи, прво ние треба да бидеме само одржливи, а ако имаме такви можности за донации, или па нека има и обратно, еве да кажем, ја ценам Гевгелија, ако има салам децентрализација, дека ќе биде донатор на другите општини. Би требало да биде. Затоа што ова општина е рековме дека на комуникација, рековме од X причини дека може да биде самодржлива, а ако има можност за поголеми приходи, она може да биде донатор, затоа што фискалниот суверенитет подразбира и солидарност. Што значи не може да ги собереш пари и да ги употребиш, а некоја друга општина да нема основни услови за живот. Да. Господин Поцков, вие како актуелен градоначалник веќе наведовте неколку позитивни исходишта од вашиот мандат, меѓутоа како и секој друг политичар или политичарка на светот, не заборавивте да кажете дека и пандемијата имаше влијание во целокупното живење и работење и во вашата општина. Како градоначалник, актуелен градоначалник, природно е да се очекува да бидете вие мета на критика и релативно тешка е вашата позиција во вториот мандат, особено во пандемиска историја и на целата земја и на целата планета. Сепак во таа смисла и во смисла на претходните искажувања на вашиот конкурент, како мислите дека ќе ја оправдате довербата на граѓанките и граѓаните во нареден мандат, пошто вие сте подобри од другите, особено во поглед на прашањата кои ги поставивме денеска, зелената агенда, зелените вредности, социјалната правда, мултикултурализм? Па нормално дека пандемијата има своји последици. Ние како општина не бевме погодени многу од пандемијата, единствено преку одлука на Совет на општината, некаде околу фискално ја коштеше општината, имаше фискални загуби околу 85.000 евра, намаливме цени на комунални такси, на користење на јавна површина веќе 2 години, 2020 и 2021 година, иако се тие приход на општината. Значи, свесно влеговме со пониски цени, со одлука на Совет и се откажавме од тие приходи. За издвојување детската граденка, која на својата самофинансирачка сметка собира пари од секој дете, месечна уплата. За 5 месеци, додека траеше пандемијата, минатата година, се откажа од тие приходи некаде во висина од 7 милиона денара. Така да, сето тоа се фискални импликации на општината и институциите на општината, меѓутоа, еве, успеавме и покрај на сето тоа, јас ќе ви кажам дека 2019 и 2020 година се најуспешни во извршување на буџетот на општина Гевгелија. И тоа е мојот адут и видливите резултати по кои се направени капитални во градот и во населените места. Заокруживме 3 крупни капитални проекти, кои беа почнати од претходниот градоначалник, меѓутоа не сервирани на тацна, него требаше едниот финансиски да се заокружи, некаде околу 10 милиона денара одвоивме. Веќе имаме платено 5 рати, кои стигнаа во време додека јас бев градоначалник, бидејќи пред тоа течеше грејс период, не е мала една рата, 4 милиона 150 илјади денари. Значи некаде околу 5 рати, некаде околу 22-3 милиона денари имаме платено, наместо да се гради новосоздадени вредности да се прават, ние плаќаме рати од кредити. Еве, стигна пред месец дена и рата за училиштето, кај што се прави 21 училница, и тоа беше кредит од Светска банка, и првата рата веќе ја плативме, 1.900.000. Значи, сите треба да знаат дека годишно некаде околу на 2 пати
февруар и август по 6 милиона денари од буџетот основни што го има, ќе оде за исплата на кредити. Со тоа значи се намалуват и можностите за нови плаќања. Меѓутоа се фативме во коштец со ова работа, иако општина должеше 143 милиона денари на почетокот 2017 година. 2018 година полека почнавме да ја стабилизираме општината, имаше помалку изведбени капитални инвестиции. На крајот на 2018 година беа распределени 50 милиона од владата, ги распределивме ние меѓу првите општини што во февруар 2019 ги распределивме тие средства на нашите доверители и почнеме полека да ја движиме општината и затоа на почетокот ви реков дека имаме солидни бројки и рекордни бројки на остварување на буџетот. За 2019 и 2020 година имаме остварена на база на извршна сметка на буџетот остварен буџет над 80%, остварен основен буџет е тој по кој се мери капацитетот на градоначалникот и тоа е што може да направи градоначалникот над 80%. И во весникот Бизнес економија, кој ги анализираше податоците на повеќе општини, сме прва општина во кој ставката капитални расходи зазема најголемо учество во вкупните расходи. Тоа е една работа, тоа што јас го зборам. Втората работа е тоа што е видливо. Инвестиравме во сите 12 населени места, инвестиравме и во градот, завршивме 3 крупни капитални проекти. Некои капитални проекти беа оставени само од трите кои значат можност за инвестиции, значат живот за Гевгелија, што ги спомнав на почетокот на емисијата. Новиот водовод, новата времена градска депонија и прочистителната станица беа оставени само на хартија и познат донатор, немаше пристапен пат, немаше фотоволтаици, немаше вода, сето тоа требаше да се изменаџира и горчум на сето тоа. И затоа не отстапувам од агендата Модерна, зелена и европска Гевгелија на која бара поддршка. 2017 ја добив. Напротив, сметам дека модернизиравме доста од институциите во општината. Детските градинки вложивме 15 милиона денари, нема училиште кај што не е реновирано. Во комуналната и патната инфраструктура 3 регионални патови добивме од страна на средства со ЈПДП. Од основниот буџет изградивме доста од локалните патишта и бетониравме доста улици и сокаци, така да ги подобривме комуналните услуги на сите 12 на сите жители од 12 населени места, а исто така во градот Гевгелија и создававме пред се амбиент клима за окружување на трите крупни капитални проекти за отпочнување на инвестиционен циклус во Гевгелија и во пост-ковид периодот доаѓање на страни инвеститори. Значи, јас не барам нешто ново, него барам едноставно доверба за продолжување на тоа што сум почнал, за да го заокружам сивот тој процес кој беше ветен и кој ради ковид ситуацијата и ради долговите на општината малку забави. Ке завршам со ова, може би и јас, таа е моја констатација, може би не е Гевгелија таму кај што јас посакувам да биде 2021 година, но сум сигурен дека не е и таму кај што беше 2017 година. Благодарам за вашите искази, иако имам уште прашање и подпрашања во врска со тоа што веќе го кажавте, сепак мора да ја почитуваме временската рамка која е зададена и за реализацијата на овој прилог, како и за гледачите, да споменам дека ова панел дискусија се снима на 23 септември, но ќе биде емитувана само откако ќе започне официјалната политичка кампања, изборна кампања, која според изборниот законник треба да започне на 27 септември. Така што мене ми останува само уште да ви заблагодарам за топлото добре дојде, како и секогаш за вашето учество и да ви посакам среќа, нека победи најдобриот на овие локални избори. Само да кажам еден збор. Кажавте дека ова такмичење, ја мислам дека не е такмичење, него е финална
финален избор за интерес на граѓаните. Во смисол дека трката не е надправ помеѓу мене и господинот, него е надправ на граѓаните да го добијат најдобро. Добро, може и така да се каже, се разбира. Иако вие сте тркачите. Да, благодарам уште еднаш, сена и на сите граѓанки и граѓани на Гевгелија и посакувам добар градоначалник или градоначалничка, немате кандидатка остане. Добар градоначалник во наредниот мандат. Благодариме што бевме присутни и се гледаме прво наредна прилика. Се надевам, пак ќе се видиме уште еднаш. Секако. Благодарам за можноста за учеството во емисијата. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.